Добро, почитувани, Димитар Ковачевски мора да ја прифати понудата на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски за ТВ дуел посветен на договорот за коридорите. Народот е ужаснат од фактот дека се крие договор кој што за само 2 месеци ги чини 300 милиони евра, а лопата не е фрлена. Народот чисто пари се фрлаат мора да ги знае фактите. Толкав договор не смее да се сокрие. Договорот со толку штетни клаузули не може да остане сокриен од народот. Димитар Ковачевски мора да престане да бега и мора да се соочи со фактите јавно на телевизиски дуел. Ковачевски мора да го прифати повикот за јавен ТВ дуел од Христијан Мицковски на било која телевизија која што тој ќе ја избере. Јавна покана за ТВ соочување за македонските граѓани да ги видат фактите за договорот за дел од коридорите 8 и 10Д, да видат граѓаните како се трошат народните пари, а штом од Ковачевски доаѓаат фалби за него дека тој договор е добар, нема потреба Ковачевски да бега. Нека излезе Ковачевски пред јавноста да дебатира и да образложи како и зошто е постигнат таков штетен договор за изградба на коридорите. Зошто Македонија е ставена во подредена позиција да плаќа пенали и стотици милиони евра на непочнати автопати. Да каже зошто бил склучен штетен договор на непостоечки закони кои што предизвикуваат штета на државата и на буџетот, кои што се полни од македонските даночни обврзници. Нека излезе на дуел и се нека си каже. Па народот сам нека процени кој е крадецот, а кој е кошничарот, односно дали се работи за историски проект или за историска плячка. Ако се е честно, нека не се крие. Ковачевски, ако има трошка доблест, не смее да го одбие повикот за дебата посветена само на договорот. Не за дебаклите во другите области, ако Ковачевски сака да бега од нив. Ако Ковачевски одбие, тоа ќе биде уште еден кукавички чин на човек фатен во злодело. Одбивањето на дуел ќе значи и признание дека договорот е дотолку лош што Ковачевски не може да го одбрани. Одбивањето на дуел ќе значи и признание дека е направена огромна плячка на народот. Ковачевски, собери вистинска храброст или престани лажно да се фалиш со неа надвор. Ви благодарам.